Извозот од зоните се зголемува од месец на месец. Кажете ми, ако продолжат фабриките, странските компании да работат со полна парја како досега, кои се проекциите за до крајот на годината? Колку ќе порасне извозот од зоните? Минатата година ја завршивме со речиси 1,5 милиарда евра извоз од сите зони низ Македонија и планиравме врз основа на првичните проекции на компаниите некаде декември, почетокот на јануари оваа година, тоа зголемување да биде некаде 10 до 15%. Како што и кажавте самата, во првите 5 месеци 28% имаме зголемување, така да можеби до крајот на годината не може да се задржи целото тоа исто темпо на раст, посебно што втората половина на минатата година голем број на компании, пред се Джонсон Мети, Джонсон Контролс и Ван Хул веќе стигнаа до некое оптимизирано производство, но дури ако имаме зголемување од околу 20%, тоа значи дека би можеле да имаме 250 до 300 милиони дополнителен извоз во споредба со минатата година, што значи дека може да стигнеме до некоја 1,8 милиарди евра. Сепак се уште е рано да се прогнозира, имаме уште 7 месеци до крајот на годината и многу од овие работи зависат од турбуленциите и од побарувачката на европскиот пазар, но сметам дека во некој период од 2 до 3 години, значи може би 2018 година би можеле дури да го стигнеме нивото од 2 милиарди евра, бидејќи сепак неколку компании започнуваат со работа оваа година и дополнително ќе имаат креирање на извоз од Македонија. Зголемувањето на обемот на работа, односно обемот на производство кај странските компании, значи отварање на нови работни места, а дел од странските компании веќе и најавија проширување на капацитетите, а исто така и најавија отварање на нови фабрики. Кажете ми колку се сега вработените во фабриките во зоните и кои се проекциите за бројот на вработените до крајот на годинава? Во моментов има околу 5850 работни места кои се креирани низ сите зони во Македонија. До крајот на годината проекцијата беше некаде околу 7100. Мислам дека сме на добар пат да ја постигнеме таа бројка, потенцијално и да се надмине. Само како пример ќе го посочам Джонсон Контролс. Пред 2 дена бев во посета на нивниот погон во Браунфилд објектот во Струмица. Веќе се стигнати тие за една бројка од 450 луѓе, значи не цели 3 месеци од кога беше адаптиран тој објект и кога започна тест и пробно производство, тие се стигнати до бројка од 450, што е над проекциите дури до крајот на оваа година, што значи дека тие работат позитивно и сличен е случајот и со неколку други компании, посебно Key Safety Systems во Кичево, исто така можно е да го надминат она што беше првично проектирано, така да од таа гледна точка се надевам дека таа бројка од 7100 ќе биде надмината до крајот на годината.